Поштувани гледачи, добра вечер. Го отвораме и овој нов ваш термин денеска за вас, се со цел да ве информираме околу состојбата со вашето здравје, за проблемите со вашето здравје, да ве посоветуваме како да се грижите, а се разбира и ако имате некои проблеми пак како да ги решите. Денеска ќе проговориме малку за тироидната жлезда, за незината функција, за проблемите кои што може да се случат со тироидната жлезда, и се разбира сето она што треба да се достави како информација во однос на сите детали околу оваа тема. Одговорна докторка за денешната тема е доктор Катарина Адамова, специјалист ендокринолог, и ни доаѓа од Државната клиника за ендокринологија. Со неа ќе поразговараме на оваа тема. Знаете, отворена контактна емисија сме, пак доколку имате некој ваков проблем или некоја дилема и прашање, слободно ќе можете негде во вториот дел да ни се приклучите во разговорот. Меѓутоа, пред да поздравам доктор Катарина, ќе побарам од режија да го пуштат прилогот, подготвен токму на оваа тема, за некако да не воведе во емисијата. Тироидната жлезда е жлезда која наликува на пеперутка, сместена во предниот дел на вратот, веднаш под Адамовото јаболко. Жлездата ја опвиткува трахејата, дишникот од предниот дел и се состои од два лобуса кои формираат две крилја споени меѓу себе со среден дел истмус. Жлездата е како мала фабрика која го користи јодот најмногу од морската храна и кујнската сол која денес е јодирана, за да произведе тироидни хормони. Овие хормони го регулираат метаболизмот во телото и имаат влијание врз растот и другите важни функции во организмот. Двата најважни тироидни хормони се тироксин, Т4 и триот тиронин, Т3, кои представуваат 99,9% и 0,1% од тироидните хормони, респективно. Хормон со најголема биолошка моќ представува Т3. Откако ќе се ослободи големо количество Т4 од тироидната жлезда, тој се конвертира во Т3. Тоа е активниот хормон кој влијае на метаболизмот на клетките во целото тело. Кога се лачи соодветна концентрација тироидни хормони, машинаријата на метаболизмот во секоја клетка од нашето тело функционира безпрекорно. Меѓупродукт на оваа машинерија е топлината. Една од главните функции на тироидната жлезда е да обезбеди постојана и соодветна телесна температура за обезбедување нормални хемиски реакции и искористување на ензимите, витамините и на минералите, па соодветно при нарушена функција на тироидната жлезда настанува и нивно отежнато искористување. Во ерата на интернетот и достапноста на информации се повеќе се подигнува свеста за болестите на тироидната жлезда. Многумина не се ни свесни дека имаат проблеми со оваа жлезда и се уште не им е поставена диагноза. Почести се кај жените се смета дека 1 од 8 жени ќе развие тироидно заболување во тек на животот. Затоа во развиените земји се прави рутински скенирање на тироидната функција кај жени по 60 годишна возраст. Заболувањата на тироидната жлезда се на второ место по дијабетесот од болестите на жлездите со внатрешно лачење. Да, еве, како што и напоменав на крајот, значи второ поред после дијабетесот, меѓутоа еве доктор Ката е веќе со нас во студиото, па ќе ни каже точно дали се уште е тоа така и дали навистина тироидната жлезда е во пораст. Ви благодарам што денес одвоивте време да бидете втор пат во ваш термин мој гостин, моја соговорничка, многу ми е драго. Добре дојдовте. Благодарам на поканата. Така. Значи, ќе говориме за тироидна жлезда. Некако и прилогот накус објасни, нели, се она што треба ние поопширно да го објасниме, па ајде на почеток пред да ни кажете каква е состојбата со заболувањето на тироидната жлезда кај нас и што представува како жлезда тироидеата. Тироидната жлезда на прилогот многу убаво беше прикажано дека изгледа како пеперутка или изгледа уште и како штит. И затоа се нарекува уште или штитњача на српски или штитна жлезда. Пеперутка, штит, мислам, изгледот е тој. Меѓутоа, функцијата е таа која што е многу битна на тироидната жлезда. Можам да кажам дека во последните 10 години поинтензивно се истражува, се прегледува, се контролира тироидната жлезда, така да можеме да кажеме дека веројатно
веројатно и заради таа состојба почесто откриваме нарушување и во функцијата и во структурата на тироидната жлезда. Инаку функцијата беше многу убаво објаснета во овој прилог, така да можеби покасно ќе објаснам во однос на функцијата. Каква е состојбата кај нас? Пред нели да започнеме со емисијата, ние малку поразговаравме околу овие проблеми. Кажавте дека веќе некако се забележува пост-ковид како да има повеќе диагностика за проблеми со тироидеа. Прво можем да кажем дека да, навистина се среќава промените и во функција во структура се среќаваат малце почесто кај жените. Меѓутоа, ковид пандемијата ни донесе една состојба за која што нели не можеме да потврдиме, меѓутоа можеме само да констатираме, да претпоставиме дека бројот на тироидните заболувања, бројот на пациентите со тироидно заболување драстично се зголеми после ковид прележувањето. Така да многу често ни се јавуваат пациенти кои што прележале ковид без разлика дали во лесна, дали во тешка форма, дали делта форма, дали омикрон форма, ни доаѓаат пациенти кај кои што најчесто се работи за намалена функција на тироидната жлезда, односно хипотироидизам. Така да можеме да кажеме, да претпоставиме дека се работи сепак за некоја поврзаност, дека ковидот сепак има одредено влијание кај одреден број на овие пациенти. Можеме да кажеме исто така дека тироидната жлезда надвор од ковид пандемијата многу често е асоцирана заедно со дијабетесот. Така да кај пациентите кои што имаат дијабетес многу често се јавува тироидно заболување. Обично е хипотироидизам, меѓутоа може да биде и хипертироидизам. Така да кај овие пациенти секогаш кога проверуваме каква е состојбата со дијабетесот, ја проверуваме и состојбата на тироидната жлезда. Значи, колку што ве разбрав, намалена функција кога има дијабетес се јавува, така? Најчесто, меѓутоа знае да биде и зголемена функцијата, така да тоа треба да се контролира, да се провери во која насока е, ако е нарушена тироидната функција. Зошто се поврзуваат овие две работи? Што зависи? Дијабетесот со тироидеа. Значи има истражувања, не може да се каже дека еден исти ген доведува, значи оштетувањето на тој ген, активирањето на тој ген доведува до поврзување на овие две состојби. Не можеме да кажеме зошто, не можеме да кажеме дека е генетски, меѓутоа затоа и велиме дека овие две состојби се асоцирани. Точно не можеме да кажеме зошто и како. Така. Ајде сега да започнеме со едниот проблем нели што се јавува. Ајде да биде еве со намалената функција на работата на штитната жлезда. Зошто доаѓа, кои се причините и кои се симптомите? Намалената функција на тироидната жлезда, значи прво причина како причина не можеме да кажеме која е точно, освен ако се работи за оперативен третман, значи оперативно отстранување на тироидната жлезда, тогаш нормално нема тироксин, намалена е отсутна функција на тироидната жлезда. Намалената функција на тироидната жлезда се јавува кога има помала количина на јод, што е многу ретко во денешно време, затоа што знаеме дека солта е јодирана, така да и доколку се работи за вроден недостиг, тогаш тоа се забележува уште по раѓањето кај тоа дете, се забележуваат тие промени, така да брзо се превземаат соодветни мерки. Значи, начално не се знае зошто е причината, меѓутоа знаците кои што се карактеристични за хипотироидизмот се, бидејќи претходно беше спомната во прилогот дека тироидната жлезда е одговорна за одржување на телесната температура, така да кога е намалена функцијата на тироидната жлезда, овие пациенти најчесто се жалат на студ. Значи, доколку порано тоа биле активни пациенти кои што не им пречело или планинарење или скијање, сега веќе тоа се пациенти кои што не може да ја замислат таа активност за тоа што им студи. Едноставно се секогаш наоблечени. Се жалат на опаѓање на коса. Покасно ќе споменам и во однос на хипертироидизмот за опаѓањето на коса. Понатаму се жалат на кршливи ногти, на исклучително сува кожа. Се жалат на нарушен менструален циклус. Знаат да се пожалат исто така и на запек. Значи пациентите не може долго време да излезат по голема нужда. Така да како што можеме да забележиме, намалената функција на тироидната жлезда доведува до низа симптоми кои што знаат да бидат многу незгодни. Доколку пак се работи за оперативен третман на тироидната жлезда,
Значи може да биде отстранет едниот лобус. Во тој случај хипотироидизмот може да биде поблаг после операцијата, меѓутоа во случај кога се отстранува целата тироидна жлезда, која што најчесто се отстранува ако се работи за малигно заболување, значи за карцином, во тој случај знаците знаат да бидат многу побурни и тогаш терапијата ја внесуваме малце со побрз ритм, односно со зголемување на дозата, за да пациентот не ги осети сите овие карактеристични знаци во навистина јака форма. Како оди диагностиката? Обично, нели, некој ќе ги почувствува овие специфични симптоми, нели, матичната докторка ќе ги прати кај вас, што пота? Што вие како ендокринолози, кога ќе дојдат на клиниката, правите како испитување? Она што се прави е следење, значи се зема крв за да се видат вредностите на фри T4 и ТСХ. Тоа се два хормона. Едниот од ТСХ, односно тиреостимулирачки хормон, е хормон кој што се лачи од хипофизата. Тоа е една малечка жлезда буквално во центарот на главата и за која што велиме дека е кралица во ендокринологијата затоа што е како диригент. Ги диригира буквално сите хормони во телото на кој начин, значи по пат на негативна спрега. Односно таа дава сигнал кога ќе осети дека во телото дека тироидната жлезда лачи помала количина на FT4 или FT3, во тој случај ТСХ се зголемува. Тоа е сигналот со кој што се наредува на тироидната жлезда да лачи поголема количина на FT4, на тироксин. Меѓутоа, бидејќи жлездата не може да излачи толкава количина на тироксин, FT4 е со пониски вредности. Оваа состојба е многу карактеристична и ја нарекуваме хипотиреоза. Доколку ТСХ е дискретно покачена, а FT4 е нормално, тогаш во таа состојба нарекуваме субклиничка хипотиреоза. Овој начин, значи одредувањето на нивото на хормоните треба да биде проследено и со ултразвучен преглед на тироидната жлезда, во која што доколку се работи за една од формите на хипотироидизам, која што нарекуваме Хашимото тироидитис, тоа е едно хронично воспаление на тироидната жлезда, не е ништо страшно, како што звучи, меѓутоа има карактеристичен изглед на тироидната жлезда. Кај Хашимото хипотироидитис покачени се и антителата, односно анти-ТПО. Оваа состојба е многу карактеристична на ехо, така да ќе повторам, значи карактеристична во смисла со формата на жлездата? Не, формата на жлездата секогаш е иста, доколку нема некои огромни промени, меѓутоа она што е карактеристично дека жлездата обично ја опишуваме како хомогена. Меѓутоа кај Хашимото тироидитис жлездата не е структурата не е хомогена, туку има изглед на швајцарско сирење или како изедена од молец. Така да има еден многу карактеристичен изглед или како саке од пчели. Така да тој изглед ни укажува дека се работи за Хашимото тироидитис, кој што може да биде во состојба каде што нема потреба терапија, меѓутоа начално во иднина најверојатно тој пациент би очекувале да биде поставен на терапија. Колку што ве разбрав, значи и Хашимото и хипотироидеата практично тогаш луѓето добиваат во килажа, се намалува работата на функцијата и така натаму. Пациентите, заборавив да споменам дека овие пациенти, точно е, прилично качуваат телесната тежина, меѓутоа, доколку не се открие на време, многу е карактеристичен тој еден изглед на тие пациенти, стануваат буквално отечени, ликот им се менува, го нарекуваме тоа микседем, очите им се стануваат малце закосени, имаат еден изглед од истокот, многу е карактеристичен тој изглед и доколку ова трае на вистина многу долго, тогаш пациентот може да западне во микседематозна кома.
Тоа навистина го немаме видено со години, затоа што сепак се препознава оваа состојба. Што следи потоа, од кога веќе ќе се диагностицира или Хашимото или хипотироидеа? Хашимотото е еден вид на хипотироидизам, една од варијантите. Значи, доколку нивото на тироксин е намалено, во тој случај треба да направиме субституција. Субституцијата се врши со левотироксин таблета, која што нашиот пазар се вика Еутирокс. Почнуваме со малечка доза, обично, зависно од состојбата на пациентот, зависно од неговата здравствена состојба, возраст, дали е маж, дали е жена, дали се планира бременост, така да зависи од повеќе услови, и потоа се титрира дозата до задоволнителните вредности. Еутироксот се пие наутро, на гладно, 1 час пред јадење, пиење, било каква друга консумација на лекови, за да биде апсорбцијата добра, да биде соодветна. И тоа претпоставам дека треба да консумираат до крајот на животот, или? Да, тоа е доживотна терапија, значи бидејќи доживотно ќе им фали хормонот тироксин. Значи, ако се случува овој проблем, тогаш веќе терапијата е доживотна. Да, терапијата е доживотна. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, може од режија и да ги испишат телефоните на екранот. Сите оние кои што не следат, со мене во студиото е доктор Катерина Адамова, која што е специјалист ендокринолог, ни доаѓа од Државната клиника за ендокринологија, говориме за проблемите со тироидната жлезда. Значи, ајде сега да се префрлиме пак на зголемена работа. Само сакам да објасниме за намалената функција и за Хашимотото, за која возраст се поспецифични овие проблеми? Има ли разлика, дали може да се јави и кај помлади и кај повозрасни? Може да се јави и кај помлади, макар што сепак се јавува после повеќе кај повозрасните. Така, кај повозрасните. Хашимотото може да се јави, значи, и на млада возраст и кај постара возраст. Обично е, не знаеме зошто се појавува, немаме точно одредена причина, меѓутоа кај обично велиме кои пациенти кога се изложени на силен стрес, тогаш таа состојба малце се убрзува кога веќе почнуваат да имаат потреба од терапија. Така. Сакала вака да кажам нешто пред да преминеме на зголеменото лачење на хормонот тироксин. Некако ми се чини дека секогаш кога сме говореле за тироидеа, некако таа е една жлезда која што навистина управува со сите функции во организмот. Точно ли е тоа? Да, затоа што навистина пациентите се осеќаат во зависност дали е хипо или хипер, се осеќаат изнемоштени, во секој случај се осеќаат изнемоштени, чувствуваат срцеви проблеми, не се чувствуваат добро, не може да функционираат, така да навистина со терапијата после тоа се чувствуваат одлично. Така. Дури може и да намалат во килограми ако... Да, апсолутно, се намалува килажата, не се чувствуваат веќе толку отечени, нема толку задршка на вода, тие се чувствуваат многу подобро. Така. Ајде да се префрлиме на другиот проблем, односно кога веќе функцијата на лачењето на хормонот тироксин е многу зголемено, тогаш претпоставам се случуваат некои опратни процеси, се слабе и така натаму. Така. Што се случува? Во случај на зголемена функција на тироидната жлезда, односно хипертироидизам, се случува, како што рековте, обратно. Односно, ова се пациенти кои што и покрај тоа што имаат зголемено чувство на глад, јадат, меѓутоа слабеат. Тоа е еден од симптомите кој што е многу карактеристичен за нив. Понатаму знаат да се пожалат на срцеви тегоби, значи знаат да се пожалат на тахикардија и на аритмија, така да прво може да консултираат колеги кардиолози, па тие да ги упатат кај нас. Понатаму се жалат на исто така на кршливи ногти, на влажна кожа, на тремор на рацете и она што е карактеристично. Значи препотување на дланките, така? Не препотување, туку едноставно дланките се влажни цело време. Цело време бршунасти се. Како баш како баршун, интересно. Меѓутоа она што е карактеристично кај овие пациенти е дека и кај овие пациенти опаѓа косата. Така да, порано што го учевме од книгите на факултет дека косата опаѓа кај хипер, а не кај хипо, во пракса не е баш така. Значи може да опаѓа и кај хипер, и кај едните, и кај другите. И она што е карактеристично за хипертироидизмот, тоа се пациенти кои што знаат да бидат многу нервозни,
Така да и тоа е еден од карактеристичните знаци. Исто така може да имаат нарушен менструален циклус кај жените, а додека пак ако претходно имаше пациентот проблем со голема нужда, значи секој ден, кај овие пациенти пак се јавува диареја. Така да симптомите се сосема обратни, да. Што е како терапија за овој проблем на тироидната и исто ме интересира дали се јавува и кај помладите и кај повозрастните. Која популација најчесто? Така, се јавува повторно за жал кај жените повеќе. Така, зошто секогаш кога зборуваме за тироидеа се напоменува дека почесто е кај жените? Се вршат испитувања, веројатно нешто е во генот кај жената, не се знае точно зашто. Меѓутоа, кај овие пациенти, значи, морам да објаснам прво кај хипертироидизам. Има два случаи каде што целата тироидна жлезда лачи тироксин во поголема количина и постои случај кога аденом, туморче, значи не карцином, тумор, кој што само од него се лачи поголема количина на тироксин и тоа го нарекуваме токсичен аденом. Така да, зависно што е причината, доколку се работи за токсичен аденом, токсичниот аденом доколку се оперира, доколку се извади, во тој случај пациентот е излечен. Меѓутоа, доколку се работи за дифузно зголемена, целосно зголемена тироидна жлезда, во тој случај треба да се даде терапија. Терапијата се состои од два лека се на пазарот, значи едниот е тиемазол, другиот е пропилтиурацил, се дава во одредена доза и се титрира до подобрување на состојбата со пациентот. Исто така, хипертироидизмот може да се појави и во случај кога пациентот има аритмија, значи предходно првично пациентот имал аритмија, па кардиологот го поставил на амиодерон. Амиодеронот е тој кој што може да предизвика може да предизвика и хипо, меѓутоа малце почесто предизвикува хипертироидизам. Така да тоа го нарекуваме амиодерон индуцирана, односно предизвикана хипертиреоза. Затоа кај овие пациенти терапијата прво се состои во промена на амиодеронот, значи промена на кардиолошката терапија, а потоа доколку перзистира состојбата, тогаш даваме еден од овие два лека. Така. Сега би ве прашала исто за овој проблем, дали доживотно се пие или пак може да дојде понекогаш некој период каде што се прекинува терапијата, каде што пациентите можеби се чувствуваат подобро, им се стабилизира состојбата на работата. Сега кај оваа состојба имаме неколку опции. Прво, може, значи, со давање на терапија, доколку не се работи повторно, кажувам, за токсичен аденом. Во овој случај, доколку се даде терапија, пациентот може да после година дена, после 2-3, може да влезе во ремисија. Тоа значи едноставно да се смири состојбата и да пациентот нема потреба повеќе терапија. Доколку се смири оваа состојба, може никогаш повеќе да не се јави оваа состојба, меѓутоа може повторно да се појави. Повторно почнуваме со терапија. Доколку повторно пациентот влезе во ремисија, чекаме дали повторно ќе се реактивира жлездата. Сега, доколку после 2 пати, според протоколите се препорачува да се веќе превземе нешто посериозно, или доколку состојбата не се смирува, или доколку не можеме да ја регулираме функцијата на тироидната жлезда, во тој случај кај овие пациенти се препорачува оперативен третман за комплетно отстранување на тироидната жлезда или пак доколку се работи за помала жлезда за која што немаме автоимуна компонента, тогаш да се даде радиоактивен јод со кој што се уништува жлездата и понатаму доживотно во тој случај пациентот го поставуваме на терапија со левотироксин. Така. Значи, кога станува збор за намалена функција, тогаш терапијата е доживотна, меѓутоа ако се работи за зголемување на работата на функцијата на тироидната жлезда, тогаш може да се смири така. И можеби подоцна во животот и никогаш да не се појави. Може никогаш да не се појави повеќе. Така. Нема правило, може да се појави пак да се смири, може трет пат да се, меѓутоа ако веќе почнува да зачестува, тогаш треба да се реши, да се бара едно конечно решение, затоа што сепак терапијата која што се дава за хипертироидизмот сепак е штетна, така да не е препорачливо да ја примаат цел живот. Сега има случаи кога пациентот од различни причини ги поставуваме ги оставаме на оваа терапија. Ајде да слушнеме кој се јавува. Добро вечер, повелете. Добро вечер.
Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Би кажала добар ден се уште, нели? Добро, и добар ден нека. Поздравувам и ако може едно прашање до докторката. Секако. Ако може да ни објасни поврзаноста на тироидната жлезда во двата случаи, кај Хашимото синдромот и во другиот случај на заболување на тироидата од некои други причини, со психичката состојба на жената во двата случаи. Добре. И поврзаноста на овие два случаи на тироидата со половиот систем кај жената. И во овој сложен систем на половиот систем, психичката состојба и самата состојба на тироидата, во која позиција влијае ендокринолошката тироида, односно ендокринолошкиот хормонален статус врз состојбата целосна на женскиот организам, а од друга страна повластеноста на ендокринологот како доктор во овој случај врз здравјето на жената и врз социјалниот статус на жената во општеството во Република Македонија и да ни каже каква е повластеноста на ендокринологот како доктор во другите земји и дали има некоја Вие цел концепт сте спремиле. Во ред за право пациентот по однос на тироидното заболување. Добро, со оглед на тоа дека навистина ова би сакала да им порачам на институциите како што се од здравството, поготово брзата помош, да го слушнат одговорот или докторката да го насочи овој одговор према брзата помош и према Министерството за внатрешни работи, кои во одредени случаеви знаат жените при одредено преживување на одредени граѓански ситуации да превземат веднаш етикетирање на состојбата на жената. Добро, ви благодариме. Со оглед на времето ќе мораме тука да Уште едно прашање имам. Меѓутоа многу прашања поставивте, не ги запаметивме. Зашто еутироксот е променет моментално во аптеките, кој што можеме да го купиме? Кутичето на еутироксот е со розево, што знаеме дека е за заболување. Добро. Ќе мора да ве прекинеме, навистина многу време одземавте со оглед тоа дека многу прашања, дали докторката свативте? Така. Што се да каже некако да го Значи во однос на скратиме. Така, во однос на апчето еутирокс. Так. Апчето еутирокс е истото апче, значи сменето е само нешто во дополнителните компоненти на самото апче. Активната субстанција е иста. Ова одговорно го тврдам, значи контактирано е со производителот, така да апчето е исто. Активната субстанција е иста. Значи не е сменето ништо. Опаковката може други работи што ви кажам, во однос на другите работи, значи кога е хипертироидизам, да, не само жената, значи било кој пациент знае да биде понервозен, тоа е сосема нормално затоа што метаболизмот е забрзан, човекот не се осеќа добро, едноставно едноставно телото е преплавено од левотироксин, од тироксинот, така да навистина пациентката не се чувствува добро. Во однос на хипотиреозата можам да кажам дека пациентката тогаш се осеќа спротивно сосема од оваа нервоза, значи она е апатична, ако збориме за жена, макар што сепак тоа е истото и за маж и за жена, значи нема разлика, постои една апатија, една поспаност, едноставно отсуство на волја за комуникација, доколку се работи за потешка форма на состојбата. Сите овие состојби апсолутно доведуваат до нарушена здравствена состојба и психичка и физичка кај пациентот, односно пациентката. Така. Се надевам дека е задоволна, иако некако како да имаше спремено цел концепт за една емисија, меѓутоа не можеме сега така опширно нели се да одговориме. Кажавме стигнавме до зголеменото лачење нели или каде што потенциравме дека може да се реши, па да се појави, па пак да се реши, можеби никогаш повеќе или повеќе никогаш да не се јави. Кои се другите состојби кои што треба да ги напоменеме, кои што се важни, например, во некој одреден период? Дали бремените жени имаат проблем со тироидеа, дали оние кои што сакаат да зачнат инвитро плод имаат проблем? Што се случува околу овие состојби? Според препораките треба секоја бремена жена да направи
секоја бремена жена треба да направи скрининг значи, за проверка на тироидната функција. Порано не беше така. Сега е тоа во поново време нешто? Не е баш во поново време, значи последните 15 години се прави тој скрининг. Така да, што е одлично, затоа што на време се откриваат состојби. Говорам последните, јас според мене, меѓутоа, да, 15 има. Отприлика 15. Тогаш е во поново, според да. она што јас размислам. Така да треба да се прави скрининг кај овие пациентки и нормално ќе се открие доколку има некаков проблем се открива на време, така да соодветно се се дава терапија. Доколку се работи за хипертиреоза, значи пред да остане пациентката бремена, советуваме да се регулира функцијата на тироидната жлезда, па потоа да остане бремена, затоа што доколку е нерегулирана функцијата може да има лош исход за самата бременност. А инаку пациентка која што има хипертиреоза регулирана, може да ја издржи бременноста сосема нормално, секако под контрола нели на ендокринолог. И сега, доколку се работи за пациентка која што имала проблеми со забременување, која што се подложи на инвитро фертилизација, значи на IVF, во тој случај, кај овие пациентки се препорачува да ТСХ, хормонот што го спомнавме претходно, да биде во вредности помалку од 2,5. За да се постигне таа цел, да го даваме еутироксот и кога ќе се постигне таа вредност, тогаш пациентката се упатува на инвитро. Не се препорачува пациентка која што има повисоки вредности, на 4, 5, 6, а да не збориме за поголеми вредности, да оди на инвитро. Прво треба да се коригира вредноста, па потоа да оди на инвитро, со што се зголемува шансата за инвитрото да биде успешна. Така. Кои се други некои состојби кои што не ги напоменавме, а се специфични за проблемите на тироидејата? Спомнавме за дијабетесот исто така. Понатаму спомнавме нели за ковидот. Што може нешто друго да предизвика пореметување на работата на тироидната жлезда, освен стресот кој што навистина е број еден за сите проблеми, па за тироидната жлезда посебно, бидејќи навистина таа многу реагира на стрес. Што нешто друго може да направи проблем на тироидејата? Бидејќи во моментот актуелна состојбата во Украина и опасноста нели од нуклеарна војна, значи сепак радиационото зрачење, радиацијата предизвикува тоа е дефинитивно покажано, предизвикува намалување на оштетување, комплетно уништување на тироидната жлезда и промени на структурата на тироидната жлезда. Значи, до сега зборевме за промени во функцијата на тироидната жлезда. Она што може да биде променето е самата структура на тироидната жлезда. Значи, промените се однесуваат во смисла на цисти, кои што се тоа всушност простор кој што е исполнет со течност, која што може да биде со различна големина, може да биде едноставна циста, исто така со различна големина, те многу често ги среќаваме, потоа може да бидат јазли, кои што може да бидат од 1 до голем број, и во тој случај тие состојби таа состојба ја нарекуваме мултинодозна струма, значи зголемување на тироидната жлезда, и може да се работи нели и за најлошиот случај, значи карцином, кој што апсолутно бара оперативен третман, потоа третман со колегите од Институтот за нуклеарна медицина и патофизиологија и понатамошно следење. Тоа се тие состојби кои што доведуваат до нарушување значи на структурата и на функцијата на тироидната жлезда. Така, и значи на структурата и на функцијата. Обично кога станува збор нели за следење на работата на тироидната жлезда, некој што немал нели проблеми во текот на животот, еве и во прилогот се напомена, не се препорачува негде после 50-та, 60-та година да се следи работата на тироидната жлезда или пак да се оди на некој скрининг, нели да се види што се случува. Како е кај нас состојбата? Обично после колку години кај нас се препорачува да некој што немал проблеми, пак сепак треба да си ја провери работата?
и функцијата? Немаме точно определен возраст во однос на тоа кога би се правил скрининг, односно најчесто пациентите бараат проверка на тироидната жлезда доколку имаат некакви тегоби. Така. Значи најчесто е тоа губиток на телесна тежина или опаѓање на коса или пак тахикардија, најчесто доаѓаат со тахикардија, или доколку самите напипаат при случај на палпација на вратот, доколку самите напипаат. Така да во тој случај нивните матични лекари ги упатуваат на интернистите кај нас, каде што ги правиме сите овие анализи. Тоа може да биде значи независност од возраста, меѓутоа начално над 50-та година би требало да се прави барем еднаш да се направи еден скрининг, ехо и крвни анализи, така да доколку е се во ред, понатаму доколку се има тегоби, тогаш да се прави проверка. Ако се најде нешто, некаков позитивен наод, тогаш веќе контролите ќе бидат многу почести, 3 месеци, 6 месеци и така натаму. Како ќе посочите вие како специјалисти? Би сакала вака, при крај сме со разговорот, можеме ли да превенираме проблеми со тироидеата? Некако кога говориме за превенцијата, за жал, секогаш нешто се препорачува, меѓутоа има ли превенција за тироидната? Да не се нервираме. Значи сепак стресот најмногу делува. Да. Значи немаме некоја препорака, нема начин на кој што може да се спречи, да се превенира ниту хипотироидизмот, ниту хипертироидизмот, освен или ако е амиодарон. Нема начин. Единствено е следење на значи скрининг и доколку има да се фати состојбата на време за да може да се третира. Тоа е единствениот начин. Друга превентива не постои. И уште нешто што би сакала да ве прашам, еве за нас жените обично, кога жената влегува во перименопауза или кога доаѓа време на климакс и така натаму, обично се случуваат сите овие работи, хормоните, нели работата на хормоните се пореметува, па има ли тоа улога кога жената веќе ќе влезе во перименопауза да делува на работата на тироидната жлезда, ако претходно немала проблеми? Доколку жената немала претходно тегоби, значи перименопаузата, периодот пред менопаузата и самата менопауза немаат никаква улога на функцијата на тироидната жлезда. Доколку се било во ред, доколку имала жената проблем, претходно без разлика дали е хипо или хипер, во тој случај може дополнително мал дискретно да се влоши состојбата, што бара повторно контрола кај нас, малце почеста контрола, додека ја стабилизираме состојбата. Така. Ајде вака сакако за крај, значи да потенцираме, ако нашите гледачи кои симптоми специфични ги почувствуваат, без разлика за каков вид на проблем на тироидната станува збор, веднаш да побараат стручна помош и да дојдат кај вас, нели, да ја испитаат тироидната жлезда. Значи зголемување во пределот на вратот, тахикардија, сува кожа, нарушен циклус, опаѓање на коса, покачување на телесна тежина драстична, намалување на телесна тежина драстично, нарушен циклус, значи сите овие симптоми укажуваат дефинитивно на нарушена функција на тироидната жлезда. Така. Јас се надевам дека сето ова што денес го кажавме ќе биде од корист на нашите гледачи, уште повеќе што станува збор за една тема која што навистина доста чест проблем кај нас и уште повеќе што еве кажавте, многу од оние кои што прележаа ковид веќе се јавуваат кај вас и бараат, нели, потврда да видите што се случува со нивната работа и како што кажавте е потврдено дека станува збор за проблемите со тироидната жлезда. Можеме дури тука да им посочиме на оние кои што не следат да прележале ковид, ако почувствуваат некои вакви симптоми, веднаш да појдат на ендокринолог за да проверат дали можеби ковидот направил некој проблем со работата на штивната жлезда. Благодарам многу. Драго ми е што еве имаме убава соработка, па се надевам во некоја следна емисија ќе поговориме и за нешто друго, бидејќи нели ендокринолозите ви опфаќате повеќе системски за заболување територија. Да. Ви благодарам. Благодарам и вас. Почитувани мои, тука некаде и вас ќе ве поздравам за денес. Ви благодарам за вашето внимание. Останете вие и понатаму во добро здравје, убаво расположение, грижете се за вашето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.